Станарите од зградата 5В на улицата Широк дол во Штип од рано утринава ги санираат штетите од пожарот што синоќ изби во стан на вториот кат. Семејството Шалеви, чии стан е точно над опожарениот, велат дека му се благодарни на Бога. Се уште под стрес раскажуваат за ноќта која можеше да биде фатална. Покушаме прво да ги спуштаме ролетните, за да не ни испукат џамовите. Меѓутоа, вивна пламено нагоре, не можеме ни ролетни да спуштаме, ни џамови да отвориме, ништо. И јас успеја некако симна се додолема и право брза помош ме однесеа. Они свести се мажу ме останат 2 сата горе, сигурно додека траеше пожарот, додека не изгасија. После него го изнеселе и го однеселе и него брзата помош со кислород, со присуци високи и двајцата. Синоќ одозгоре немаше светло, едва сум спаднала по тоа чулјавата. И спаднаме сите долека и керките дојдеа и они кај неа ноќеска спа, не спа тука. Вака изгледа станот каде што вчера околу 18 часот и 30 минути се појавија пламените јазици. Соседите неколку пати барале помош од надлежните институции и собственичката да ја сместат во соодветна институција, но никој не преземал ништо. Еве, само глед, има картони, пластика, тоа што најде, тапако најде, тапака ја донесе. Посебно кучиња носе. Она е болна жена. Дека вика не сме се обратиле. Нема институција више дека. Денеска ќе се преземе, утре ќе се преземе. Ова не е прв пат во станот број 6 да избие пожар, велат жителите на зградата. Нивниот револт е голем, затоа што хидрофорот пред неколку години надлежните им го задзидале. Сега бараат негова итна санација. Екипи на јавното предпријатие ИСАР денеска го чистат опожарениот стан. Со механизација ќе се чисти и околу зградата. Директорот најави дека ќе им помогнат да го санираат и хидрофорот. Координација со противпожарната единица во Штип, ќе се контактираме доколку треба некаква помош да се стави повторно во функција хидрофорот, односно при вакви настани да можеме да имаме повеќе опции за гасење на пожари. Се уште нема официјални информации од што избувнал пожарот. Правичната верзија беше дека станот е без струја, за денес соседите да потврдат дека сепак имало струја. Брзата интервенција на пожарникарите за влакно спречија трагедија во зградата, во која живеат 20 семејства.